Почитувани, добар ден, добре ни дојдовте во попладневната емисија на Канал 8. Само ќе дадам една кратка најава за гостинот во оваа емисија. Со повеќе од 20 гостувања во земја и странство, со 7 гран-при награди, со близу 300 членови во Истибања, Виница, Спанчево, Облешево. Фолклорниот ансамбл Китка како репрезент на македонскиот фолклор во 2019 го заокружи 34-тиот меѓународен фолклорен фестивал Истибанско здравоживо. Фолклорниот ансамбл Китка е основан 1975 година на иницијатива на уметничкиот раководител Стојко Митковски и во тој континуитет од 4 децении ги обновува, негува и надградува обичаите, игрите, песните и фолклорот од Истибања и пошироко од Осоговијата. Токму уметничкиот раководител Стојко Митковски е наш гостин во попладневната емисија на Канал 8. Добро ни дојдовте во емисијата, во студиото и секако во телевизијата. Добро ве најдов. Голем поздрав од мое лично име и во име на сите членови при фолклорниот ансамбл Китка од Истибања. Благодариме што позитивно се одзвавте на нашата покана да бидете наш денешен гостин и секако нашите прекрасни и ваши играорци. За тоа ќе зборуваме подоцна. Еве, на почетокот јас споменав дека фолклорниот ансамбл Китка е основан 1975 година, но има многу да се каже за почетоците. Накратко, еве, како започна бидејќи на иницијатива ваша е формиран овој фолклорен ансамбл? Повелете. Па јас тогаш како средношколец, прва година средно училиште, и во тоа време се формира фолклорен ансамбл во Калиманци, многу интересна, оригинална фолклорна група, Калиманци од Калиманци, и јас си викам кога можат во Калиманци, зашто и не во Истибања, и дадов таква една иницијатива, се организиравме, јас и мои другари од средното училиште, и тогаш преку месна заедница одеше, преку тие работи културно-просветна заедница, и направивме една фолклорна група. Тогаш, на почетокот немаше име, само фолклорна група од Истибања, и уште првата година одевме на регионална смотра во Радовиш, се организираа регионални смотри, а оттаму директно бевме избрани летото да биеме на Балканскиот фестивал во Охрид и на државниот фестивал Илиндиски денови во Битола и во фестивалот во Долни. Значи, од првата регионална смотра одмав на големи фестивали бевме поканети. Тоа е правено со љубов и тоа е градено сите овие 4 децении со љубов. За сега ансамблот да брои близу 300 членови, така ли? Кажавме дека функционирате Облешево, Спанчево, Истибања, Виница. Да. Само тоа да кажам дека тогаш околу името, да кажам малку неколку зборови. Да. Тогаш луѓето предлагаа различни имиња, некои кажуваа Гоце Делчев, Питу Гули, Маршал Тито, Љупчо Сантов, да се вика. Да. И јас, сите беа возрастни луѓе, само беме тројца млади од моја генерација, другите беа сите брачни парови, маши жена, маши жена. Почнува да кажуваат различни, јас викам, нека се вика Китка. Така. И викам, малку букви, убаво е, Китка е убаво името, и плюс на Осоговските плани има врв Китката, што ја викаме, и фолклор тука од регионот, од Осоговието и од подножјето на Осоговските планини, и сите со еден така аплауз го усвоивме името и така носиме до денеска името Китка. Околу членството, ние постепено на почетокот имаме исклучиво од Истибања беа членови, со тоа што тука пробавме во училиштето и беа сите, како што кажа, возрастни луѓето, но постепено видов дека нашиот ансамбл не може да се обстојува само од една група, треба ствара и конкуренција, треба стварат да се дава можност и на други членови кои што сакаат да го негуваат македонскиот фолклор, и така постепено почнавме од селата во општина Виница, од Блатец, од Градец, од Виница, голем број на играоци почна да доаѓаат кај нас. Потоа формиравме секција и во Спанчево и во Облешево, а така што сега денеска, кога еве работиме во 45-та година кога навлеговме, имаме секција и во Виница, сениорски ансамбл, кој што се тоа составено од претежно од
професори, наставници од Виница кои што го негуваат и го сакаат фолклорот, и така што имаме многу членови овде од Кочани што ни доаѓаат, од Оризари, и така што целиот регион е во нашиот ансамбл. Така, да. Значи, доста добра прогресија, да речам, на ансамблот од неколку членови, можеби, нели, 50 членови, па сега стигнавме до бројка. Да, на почеток почнавме околу 40 имаше члени, но полека да, стигнавте до бројка до близу 300, кажав во најавата. Морам да споменам дека доста и уникатни се народните носи, машката и женската, во која што играат играорците. Морам да речем уникатни, бидејќи не секојдневни се. Нашиот ансамбл на почетокот, кога почнавме да работиме, еден од условите за да се членува во ансамблот, мора секој да се обезбеди лична носија, тогаш полесно беше и почна тогаш да се везат, да се шијат, да се ткаат народни носија од исти бања, но кога постепено видовме дека ансамблот мора се надградува, ние кога одиме на фестивали големи, веќе втората година од постојањето беме поканети во Полска, во Закопане, на голем светски фестивал, тогаш како југословенски представник, и видовме дека мораме да обновуваме носијата. И така што денеска дојдовме до 7 разни комплети на носи, од детски неколку врсти, момински, невестински, возрастни носи, кои што носи од Пиринска Македонија, ме носи од Пелагонија. На тој начин се негува македонскиот фолклор. Значи го негуваме фолклорот и да имаме убави настапи со различни носи, и тоа е едно богатство. И јас многу пати кажувам, зошто китка не барат на многу фестивали? Затоа што со она што ние располагаме, како носи, како народни инструменти, ние користиме исклучиво народни инструменти, не користиме хармоники, кларинети, фабрички инструменти. Оригиналноста на настапите со сценска адаптација, и јас секогаш кажувам и пак ќе повторам, ние никого не копираме и нас никој не може да не копира, и затоа толку сме и успешни. Така, го негувате македонскиот фолклор, кажавме тоа. Автентичен, оригинален. Од исти бања и Осуговскиот крај. Добро, го споменавте оркестарот. Кратко за оркестарот. Имате и свој оркестар со народни инструменти. Да. Ние уште од почетокот, значи, си ставивме акцентот да не користиме фабрички инструменти, бидејќи богатството на македонскиот фолклор е токму според музиката што се свири во самите ансамбли, и уште од тогаш почваме со тие народни инструменти, со гајдата, кавалите, ќемането, тамбурите, тапаните, и тоа е убавината на еден ансамбл кога се излезе на сцената, да не се настапува со снимена музика, туку се настапува со сопствен оркестар. Кај нас членуваат членови во оркестар кои што се надградуваат, школуваат во Средното музичко училиште во Штип и во Академијата за музика во Штип. И сега интересно е за ората дека тоа не е само ора вака да се гледа, туку представуваат обичај. Тоа е доста интересно. Обичај, да речеме, свадба или обичај можеби на сурва или Василица, како се палат огнови и така натаму. Нашиот ансамбл, јас уште на почетокот си дадов за цел да не настапуваме само со ора. Така. Оро како оро си е оро, ама секој настап да има своја приказна. Да има почеток и крај. Да може и публиката да се соживее со самиот настап. Со секој настап, дали ќе 8 минути, 5 минути или 60-70 минути, значи да има воведно со некои инсерти од специфични обичаи. Ние на репертуарот имаме повеќе од 20 најразлични обичаи. И со секој обичај, инсерти од специфични обичаи, има песни и ора кои што се поврзани токму со самиот обичај. И тоа е една убавина кога ние на сцената презентираме обичаи кои веќе не живеат помеѓу народот, но ете ние ги зачувуваме на сцената и ги презентираме. Да, и публиката се подсетува како било во старо како било некогаш, како се имаме многу обичаи со пагански мотиви кои што со векови опстојува дека е македонскиот народ, и обичаи кои се поврзани со црквата, со традицијата, со секојдневието, со работата во полето, со жетва, со сето тоа, значи го имаме сценски адаптирано. Так.
се зазборивме, но јас предлагам тука да ги видиме играорците, сето она што го зборуваме во однос на носиите, во однос на обичаите, ората, еве да го погледнеме. Уживајте. Од сето село млекото у моето котле да дојде. Од сето село млекото у моето котле да дојде. Од тука натамо се мое да биде. Од тука натамо се мое да биде. А на мене, сестро, додека ми очи гледат, се мое да биде. А на мене, сестро, додека ми очи гледат, се мое да биде.
Чотитурија името лична невена, леле, името лична невена. Чотитурија името, леле, името лична невена. Почитувани ја следите попладневната емисија на Канал 8. Верувам дека уживате со нас, со нашиот гостин, уметничкиот раководител Стојко Митковски на фолклорниот ансамбл Китка и секако со нашите играорци од ансамблот Китка. Продолжуваме понатаму со разговорот. И преубаво е да се видат играорците, но сепак кратко да кажеме нешто и за ансамблот. Еве 2019-та ја заокруживте на вистина успешно и прекрасно. И со преубав концерт годишен на кој имав прилика да присуствувам и на вистина бев воодушевена. Ќе го споменеме и тој концерт, бидејќи не е за поставување, но имавте и многу турнеи и настапи во земјава и во странство. Поглавните оние кои ќе можете да се сетите, ако може да ги споменеме пред нашите гледачи. После секоја година ние викаме дека таа година ни беше најуспешна и сега ќе кажуваме дека 2019 ни била најуспешна со тоа што имавме навистина убави настапи, не само во Македонија, тука во Македонија настапивме, за нас голем предизвик беше да настапиме на конгресот на ЦИОВ, светската организација која што се одржа во Битола, и ние во концертот за гости од целиот свет настапивме токму нашиот ансамбл Китка. Тоа беше за нас едно големо доживување. Сме настапувале на државниот фестивал Илиндински денови во Битола, исто така сме настапувале на голачки средби во Делчево, на Долнеинскиот фестивал, во Гевгелија на источниот регион на ЦИОВ, на Света недела во Штип, во Раовица на фестивалот, во Скопје на фестивал, значи низ целата наша Македонија, а во странство тука би спомнал дел од фестивалите, навистина имаше убави настапи ова година. Во април месец настапивме на еден голем детски фестивал Фетки на Средоземното море во Турција, каде што од Балканот бевме само ние, имаше ансамбли од други континенти, и тоа беше за нас како Китка голем предизвик и убаво доживување за деца да видат едно прекрасено место, и заливи на Средоземното море, многу островчиња, возење со бродови по Средоземното море. Големо доживување за дечињата. Големо доживување, не само да играат, туку и да уживаат самите дечиња. Потоа имавме убав фестивал во Острава, во Чешката република, каде што тоа никош нема да го заборавиме, каде што бевме на прием ке градоначалникот во Острава и на приемот господинот градоначалник ни кажа многу векови назад овде били Кирил и Методиј, ја ширеа христијанството и словенската писменост овде кај нас во Моравија, а сега вие сте на друга културна мисија. За нас тоа голема гордост беше. Кај градоначалникот ние беме посебен прием од сите земји, имавме само ние како ансамбл од Македонија. Потоа фестивалот, имаме голема убава фестивалска турнеја, настапи во Призрен во Косово, потоа во Република Хрватска, пријателска Хрватска, во Хрватска секош имаме убави гостувања, така што и минатата година беме во Огулин на фестивал, во Карловац на фестивалот, на Ѓаковачки везови, тоа беа еден спој на фестивали, еден по еден. Во Ѓаково тоа исто ќе го повторам, пак ќе го кажам за вашите гледачи. Кога бевме на дефилето имаше 52 земји, 52 ансамбли од целиот свет, и дефилето во Ѓаково се одржуваше низ градот, тоа беше само може да се доживее, не може да се опише, и беше председателот на Република Хрватска, го следеше фестивалот на Централниот плоштад, премиерот, председателот на парламентот, и тука на самиот настап, јас однапред одев, ние беме последни на дефилето, 52 од групите. Стана господјата, дојде и се поздрави со нашите дечиња, ги погали по главите и ни даде една убава порека, еден поттик.
браво македонци, вие само македонци. Тоа никош нема да го заборавиме, значи едно големо внимание и едно големо доживување за самите дечиња. Значи по голем поздрав, значи од и почит. Почит од председателот на државата. Да. После имавме убава турнеја во пријателска Романија, во Трансилванија, во најубавиот дел на Романија, во каде што е и замокот на грофот Дракула. Тие доживувања нема да ги заборавам, и таму имаше групи од балканските земји, од сите балкански земји, од Македонија бевме ние, и да кажам дека тука ние не водиме политика, но тука ансамблите што беа, и групата од Грција, и групата од Бугарија, ние си одевме со името Македонија, домаќини така не најавија, и имаше убави доживувања и дружење помеѓу сите ансамбли кои што бевме во Романија. Би спомнал тука и друг фестивал во 2019, фестивалот во Неготин крајина во Србија, каде што е фестивалот за автентично пеење и свирење, каде што нашиот оркестар и нашето вокално трио, женско вокално трио, го освоиме Гран-при наградата, од многу европски земји имаше, и ние ја освоиме главната награда. И би кажал уште еден фестивал на крајот за минатата година, тоа е фестивалот во Љубљана, каде што настапивме ние на Европскиот фестивал на ветерани, ние како ансамбл од Македонија, нашите ветерани, нашите пензионери, и ние го отворивме фестивалот во Цанкарјевиот дом во Љубљана, и тука беше амбасадорите од сите земји учеснички, тука беше председателот на Словенија, премиерот, председателот на парламентот, многу министри, министерот за култура, и бееме со овации, нашиот настап беше примен, и после не замолија истата вечер на отварањето да изиграме и на самото затворање на тогашниот концерт. Тоа за нас беше исто едно големо доживување, за нас посебно за нашите ветерани, нашите пензионери. Да, замислете 52, да речем, земји, односно ансамбли учествуваат. Сето тоа доживување за самите деца. Споменавте околу, значи на сите фестивали околу 50 или 40 ансамбли учествуваат. Значи тоа се од различни држави ни секаде ни светот. Јас имав прилика и да одам на неколку турнеи со вас, на вистина прекрасно доживување, и можам од мое искуство да кажам дека вие сте на вистина репрезент на македонскиот фолклор на секаде низ светот. Тоа се турнеите само за 2019-та. Да. Ки ни треба 6 часа да ни трае емисијата, ако треба да зборуваме за сите во веќе 40 години постоење, кои се турнеи ги имате остварено, но 34 години успешно негување на македонскиот фолклор и преку организирање на истиванско здравоживо. Во 2019 година имав прилика исто така да видиме и ние Канал 8 го следевме. Истиванско здравоживо навистина е фестивал кој треба да се негува и со децении на назад се негува. 34 години обстојување на тој фестивал. Гостуваат, односно тука ни доаѓаат ансамбли од различни земји. Ваков фестивал мислам дека не постои во Македонија како истиванско здравоживо. Да кажеме зошто. Па мислам, не сакам лично да се фалам, но тоа го гледаат и луѓето. Луѓето го гледаат. Фестивалот истиванско здравоживо почна како фестивал локален, регионален, тука од регионот од Ична Македонија. Беме во Полска на фестивал тогаш и освоиме Златната секира на Јанушик, и викаме ајде направиме нешто и кај нас во Ична Македонија немаше фолклорни манифестации, и така направивме на почетокот еден ден само траеше, после ајде 3 дена, па балкански, па југословенски, па балкански, наскоро стана фестивал од светски, така, од светски карактер, меѓународен карактер, да. И веќе 10-то издание ми се чини беше ли 12-тото, према квалитетот што беше нашиот фестивал беше примен во светските организации за фолклор и народна култура фестивали, ЦИОФ и ИОФ, тоа е при УНЕСКО, светска организација, и таму за да бидеш член во таа организација, значи тешко е да се достигне, и ние еве толку години сме единствен фестивал од не од Македонија, туку од регионот
што сме членки во таа асоциација и за фестивалот има голем интерес за учество, така што ние имаме проблеми со финансите, колку ансамбли не можеш ти сите да ги поканиш, но правиме да биде интересен, да биде со придружните манифестации, зажневање на Орис, со национални вечери, со големо торо што го организира на плошадот Ангел Винички во Виница, каде што сите играат различни ора, со отварањето во Истимаја, со дефилето во Истимаја, со затварањето во Виница и со дефилето што се одржува во Виница. Правиме еден фестивал кој што е интересен и кој еднаш бил ансамбл сака пак да биде, така што минатата година бевте сведоци ние за прв пат Македонија имаше ансамбл од Израел, токму на Истиманско дрвожје се имало од Израел и порано уште 2 ансамбли сме имале, но наопшто во Македонија на фестивал израелски ансамбл не е бил на друг. Имаме група дури од Лос Анџелес, од Калифорнија, што американски ансамбл што да дојде во едно мало место Истивање, тоа е значи имаме едно голема почит, имаме едно голем и луѓето воодушевени се и викате не пак во 2020 пак ќе дојдеме. Значи тоа е, сме имале групи од Египет, сме имале групи од Венецуела, сме имале групи од Молдавија, од Монголија, од Ерменија, од Латвија, од Летонија, Естонија, од Русија. Значи, тоа е за нас еден голем предизвик за уште повеќе да се трудиме да биде фестивалот со така интересна содржина и само и тоа да го спомнам во минатата година, Израел ги ставиме последни да настапат на плошадот Ангел Винички во Виница. Плошадот беше преполн со публика. И лидерот на ансамблот од Илана Сегев, господјата, ми вика, кој нас ти не гледа, ние последни ќе играме, значи, ќе нема публика, оти имат од искуство, одиме и ние на фестивали, ако ние последни играме, значи, до крај има публика, не тоа дека китка или ништо, луѓето ја знаат китка, што доше да не гледат, ако сме први играли, значи, постепено публиката си разотидува, така што и тука, и викам, добро, Илана, јас ќе ве гледам, јас сум тука, јас ќе ве гледам, јас се шегувам, знам дека немате. И она гледа, ама уште повеќе имам публика. И значи публиката што остана до крај на плошад, тоа е за нив посебно доживување. Значи тоа е една убавина, самата организација на фестивалот што го организираме ние, публиката останува од почеток до крај. Тоа е значи едно големо Нема одење на и за самиот играорец, тој кој ќе излезе на сцената, голем предизвик за него е кој ќе игра пред толку публика. Различни ора, различни култури, различни традиции на една сцена. Значи, тоа е тој фестивал. Беше посебен Спасе Матлиевски, познатиот македонски исполнител на народна музика, дојде бесплатно од почет према мене да настапи со неколку песни на плошад Ангел Винички. Тој на крајот кога пееше на плошад, сите и американци, и израелци, сите земји, сите македонски во носи игра на плошад македонски, тоа беше со посебно доживување. А оваа година е јубилејно 35-то издание на Меѓународниот фолклорен фестивал. Да, 2020 година имаме 2 јубилеи, 45 години китка, обележуваме како го негуваме фолклорот и 35-то издание од Меѓународниот фолклорен фестивал. Ќе зборуваме, но еве тука предлагам да ги погледнеме повторно играоците, правиме пауза со прекрасни ора, па се враќаме назад во студиото.
Невесто, айде иди вонка да видиш какво е времето. Не. Над сите куќи е јасно, над нашата куќа е облачно. Над сите куќи е јасно, над нашата куќа е облачно. Сполајмо на Бога. Оваа година ќе има многу млеко.
Продолжуваме понатаму, почитувани гледачи, следите емисијата, поподневната емисија на Канал 8. Наш денешен гостин е уметничкиот раководител на фолклорниот ансамбл Китка, Стојко Митковски. Разговараме за плановите за 2020 година. Јас знам дека ви имате и долгорочни планови, но еве да ги кажеме овие за оваа година 2020, кажавме дека одбележувате два значајни јубилеја. Повелете. Ние веќе зачекоривме во 2020 година, Да. планови имаме многу, со тоа што за нас е голем, како среќни сме што начекавме 45 годишно одбележување на активностите на фолклорниот ансамбл Китка од Истивања и 35-то јубилејно издание од меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Со тоа што настапи имаме многу покани, но сепак финансиски не можеме на сето тоа да ги удоволиме сите тие настапи. Сепак би споменал дел од настапите, така што во април месец на голем меѓународен фолклор фестивал на детето во Турција треба да учествуваме. Потоа имаме интересна покана, бевме на фестивал на 9-тиот фестивал во Бранденбург во Германија, Берлин. И сега се одржува 20-то јубилејно издание од фестивалот и тие покануваат 13 ансамбли, помеѓу тие 13 ансамбли од овие 19 години изберени токму ансамбл Китка. Тоа за нас е голема награда, голема сатисфакција што не ценат луѓето од светот. А потоа учествуваме на 5-ти фестивал за детето светот во планина во Нови Сонч во Полска. Тоа е на Татите, тоа е прекрасно место, многу убаво место. Беме на 5-тиот фестивал во 95-та или 6-та година беше и сега 28-ми фестивал ни се чини организираат и луѓето го организираат фестивалот и ние сме поканети пак и на овој фестивал да бидеме учесници. Исто така имаме интересни покани во Хрватска, фестивал на црковни песни, автентични црковни народни песни во Хрватска, потоа на фестивали во Романија Златната рибка во Тулча, потоа Нунта Замфира исто во Романија, свадбата на Замфир, фестивали во Турција за возрастни, фестивали во Бугарија во Павел Бања, фестивалот на розата и на минералната вода, на фестивал јубилеен на ветерани во Краљево Србија, фестивали во Косово во Призрен, луѓето пак не покануваат, овде во Македонија на сите фестивали и на вистина фестивали. Богата година ќе биде и ова. Ќе кажам, исто се надам дека ќе даде Господ да успееме голем меѓународен фестивал во Израел, во државата Израел, професионалниот ансамбл не поканува, по покана од Министерството за култура на Израел и се надеваме дека поголем дел од сите овие фестивали ќе ги реализираме. И Истиванско здравоживо 35 години одбележува. Да. Секако сте со планови Фестивалот Истиванско здравоживо има досега преку 40 ансамбли кои што сакаат да учествуваат од целиот свет, од сите континенти. Јас детално ги разгледам колку ни се можностите, како ни се можностите. Во март месец ќе испратим и официјалните покани, кои ансамбли ќе поканим. Имам ансамбли што се заинтересирани од Шпанија, има од Бразил ансамбли, од Афрички републики, од Египет, потоа од ќе биде интересно. Да, од Шри-Ланка интересен ансамбл, многу професионални. Тоа се претежно професионални ансамбли, како танец нашиот државен ансамбл да аплицира за некој фестивал. Тоа значи за нас уште една поголема оценка дадена од сите тие ансамбли. Професионални ансамбли сакаат да учествуваат на еден фестивал Истиванско здравоживо, значи го ценат луѓето фестивалот. Кратко за вас, заборавив да потсетам дека имате издадено книги од областа на фолклорот, а тоа значи дека навистина вие сите овие 4,5 децени работите со љубов и дури тоа го искажувате на книга и пишувате. 2 книги ми се чини имате од областа на фолклорот, дали и понатаму ќе продолжите и да ги споменеме на кратко? Јас првата книга што ја напишав, тоа е теренска работа, со години теренско истражување за народното толкување на сновите и за едно исти сон треба неколку луѓе да прашуваат, да земеше на средина и тоа прво издание имаше, Сон Сонила Ангелина, многу убав насловот беше. После неколку години го обновивме исто издание, го збогатив со нови содржини
истиот наслов Сонсон или Ангелина. И интересна е книгата, доста уникатна, доста интересна, со фолклорни содржини, кој што теренски истражува фолклорот во Пиринска Македонија, на македонците во Бугарија, во Пиринска Македонија, каде што диалектички на пирински диалект е напишана книгата, на Пирина до два снега се вика, и во неа има богати содржини од народни верувања, народни обичаи, народни песни. Значи, сето тоа е во еден убав спој и навистина тоа беше многу одамна. Теренски го работи тоа уште во времето на комунизмот, кој беше во Бугарија, како млад човек, скришно го работеве и сега отворно го кажувам тоа. Ако, мислам, да не се дознае, но луѓето со почит, со скришно, но кажува, од душата ги кажува народните традиции од регионот на Елешница, од Разлог, од Банско, од сите тие места, и никој што нема тоа доживуваме да го заборавам, и сите тие за спомен да тие луѓе, многу од нив веќе не се живи, направив книгата на Пирина до два снега. Може би ќе очекуваме и друга книга, па ќе ја промовираме тука во Канал 8. Да, се надеваме. Затоа што вие и покрај сите активности кои ги имате со фолклористите и проби, сето тоа, нели, овие успеси кои ги кажавме се резултати на вашиот ангажман, секако и на ангажирањето на сите фолклористи и секојдневни проби со сите групи и така натаму. Сето тоа кој не знае, значи можеби ќе му се чини дека е многу лесно, но сепак за да се раководат такви групи за дечиња од 5 па до 70 години не е лесно. Па, прво, ти како не е само да бидеш кореограф или уметнички директор, да педагог е пред се. Да шефуваш, да се правиш шеф, тоа не е лидерство за мене. Прво треба да бидеш човек, да ние Китка сме како една фамилија. Ние кога правиме забави, кога патуваме од најмалите членови до возраст, како една фамилија, многу удружени, многу, прво јас тоа ги учам, сите членови, значи во ансамблот нема политика, нема партии, тука сме една фамилија, фолклорот, како татко, како едно семејство да сме, како и тоа е убавината и тука се и успесите. Така, ни кажавме активностите за оваа 2020 година, оваа плакета е за нас, за Канал 8. Да, тоа е да имате за спомен од ансамблот Китка, плакетичка да спомен. А наскоро ќе добиете и друга јубилејна плакета. Благодариме многу. Благодариме. Благодарам и на гостувањето во оваа емисија, ве што издвоивте време да ни бидете наш гостин, да ги кажеме активностите за 2020 и секако успесите, колку можевме во овие, да речеме, 1 час или пола час зборување, да ги кажеме сите активности, не ми се верува, но сепак поглавните ги кажавме што се случија во 2019. Она што го очекуваме во 2020, само времето ќе покаже сите овие планови, дај Боже да ги реализирате во 2020, а ние сме тука да ги следиме вашите успеси. Јас во името на сите членови од ансамбл Китка ви се заблагодарувам што секогаш ги следите активностите на нашиот ансамбл и телевизија Канал 8 навистина ги следи сите наши активности, се надам понатаму уште повеќе ги следи и тоа така и треба да биде. Благодарам за гостувањето. Почитувани, тука не ја завршуваме емисијата, одиме со уште настапи од фолклористите од фолклорниот ансамбл Китка, а ние се гледаме следната недела во истиот термин. Довидување.
što stoji